Вие ги гледате Собраниските вести. На втората седница на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите се одржа јавна расправа на тема родова еднаквост на жените од руралните средини преку нивна инклузија на пазарот на трудот. Јавната расправа, која ја отвори претседателката на Комисијата Жаклина Пешевска, е организирана по повод Меѓународниот ден на руралната жена 15 октомври. Во јавната расправа учествува голем број на представници од институциите и на невладините организации. Со денешната јавна расправа, освен што ќе го одбележиме 15 октомври, Меѓународниот ден на жените од руралните средини, воедно даваме поддршка и на Розев октомври, месецот посветен на борба против ракот на дојка, така што денес даваме розова конотација на јавната расправа и овој екран позади мене, а пред вас нека биде поддршка и потик за навремено закажување, превентивни прегледи кои можат да спасат многу животи. Руралните жени често се изложени на различни форми на дискриминација и насилство и недостатокот на правна заштита го влошува нивното положение. Овие проблеми кои што ги набројав бараат комплексни решенија и поддршка од различни институции и организации за подобрување на статусот на руралната жена. Решавањето на овој проблем покренува потенцијал да ја трансформира економијата и да ја потикне благосостојбата на илјадници луѓе преку инклузија на жените од руралните подрачја во пазарот на трудот. Во собранието се одржа работилница на Клубот за младински прашања и политики. Темата на која дискутираа присутните беше размена на искуства помеѓу парламентот на Велика Британија и Република Северна Македонија. Овој клуб е формиран по примерот на Европскиот парламент и останатите западноевропски парламенти. Клубот за младински прашања и политики во собранието на Република Северна Македонија е составен од членови на сите парламентарни партии, чија цел е остварување на интересите на младите во државата, во соработка со младинските организации, неформалните младински групи и партиските подмладоци. Ова тело е неформално и представува лоби група преку која младите и младинските организации можат да ги истакнат своите интереси и истите да бидат интерпретирани во законодавниот дом. Основањето на клубот имаме повеќе активности кои што ги одбележавме, кои што се веќе закажани во наредниот период. Имавме јавна расправа која што се одржа една недела по основањето на клубот за младински прашања и политики, чија што тема беше законот за младинско учество и младински политики, кој што закон всушност е и донесен заедно во работа со клубот за младински прашања и политики. Ценам дека тоа е значаен успех за овој клуб и веќе сме во некоја фаза на подобрување на самиот закон, така што мислам дека клубот ќе биде повторно на ниво на задачата и ќе ја оствари целта за која што е формиран и дека ќе во рамки на една јавна дебата заедно со сите невладени организации во Македонија кои што се активни во делот за младински прашања и политики, ќе бидеме отворени и ќе ги носиме политиките заедно со што всушност и наша цел. Во собранието денеска се одржа 4-та НАТО академија. Темата на која дискутираа присутните е улогата на собранието и соработката со НАТО. Комисијата за одбрана и безбедност денеска беше доматин на студенти од различни факултети во државава. Во рамките на студиската посета на собранието на 4-та НАТО академија беше отворена дискусија на тема улогата на собранието и соработката со НАТО. Претседателот на комисијата Павле Арсовски ја објасни улогата на Комисијата за одбрана и безбедност во процесот на зачленување на земјата во НАТО алијансата. Тој објасни дека телата кои го опфаќаат безбедност од одбранбениот сектор се Комисијата за одбрана и безбедност, Комисијата за надзор на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање и Комисијата за надзор за спроведување на мерките за следење на комуникациите. Во Комисијата за одбрана и безбедност постои висок степен на соработка и свест, па и разбирање за националните безбедносни прашања и важно е таа комисија да делува тимски. Мислам дека тоа и е случај. Комисијата има
и се уште и во минатото остварува бројни активности за напредување и остварување на цивилна, демократска контрола и надзор во областа на одбраната и безбедност. Арсовски потенцираше дека една од првите одлуки од формирањето на Република Македонија како независна држава беше резолуцијата на Собранието Македонија да се интегрира и во НАТО и во Европската унија. Со договорот од Преспа меѓу Грција и Македонија се стави крај на 27 годишниот спор околу името, односно со неговата промена во Република Северна Македонија, со што беа откочени евроатлантските интеграции. Студентите поставија прашања и за наоружувањето во земјите во регионот, за враќањето на војниот рок, за сајбер безбедноста и друго. Пратениците Бобан Карапејовски и Арбана Пашоли како дел од делегацијата на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарната унија викендов учествуваа на седница на геополитичката група 12+, што се одржа во рамките на 149-тото собрание во Женева. На седницата беа отворени дискусии за прашања за финансиската состојба, амандманите на деловникот на Интерпарламентарната унија. Исто така присутните дискутираа за барањата за итни дебати за усвојувањето на резолуцијата на Третиот комитет за влијанието на вештачката интелигенција врз демократијата, човековите права и владењето на правото. Во рамките на 149-тото собрание на Интерпарламентарната унија во Женева се одржа и седница на форумот на жени парламентарки на која учествуваше пратеничката Арбана Пашоли. На тема влијанието на вештачката интелигенција врз демократијата, човековите права и владењето на правото, пратеничката Пашоли рече дека вештачката интелигенција не е само алатка за напредок, туку и одраз на вредностите, предрасудите и приоритетите на неговите креатори. Според неа, доколку човештвото не успее во развојот и управувањето на вештачката интелигенција да ги вклучи родово чувствителните перспективи, тогаш ризикуваш вештачката интелигенција да ги зацврсти постојните нееднаквости и да создаде нови кои несразмерно ги погодуваат жените и маргинализираните заедници. Пашоли истакна дека вештачката интелигенција е моќна алатка која може да се користи или за да се овековечи дискриминацијата и пристрасноста или пак да се поттикне напредокот кон еднаквост и човекови права. Таа нагласи дека со залагање за родово чувствителни политики може да се искористи потенцијалот на технологијата вештачка интелигенција со цел создавање на поправедна иднина за сите. Вие ги гледавте Собраниските вести. Останете со нашата програма.